Благодарам, заменик председателке. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, со овој амандман опозицијата бара средства од 3 милиони евра за иновативен центар за соработка помеѓу универзитетите, индустријата и владата, како што и претходно беше образложено. Тука еве го образложи самиот амандман и поранешниот вице-премиер за економски прашања. Колега, најнапред, пред да почнам да зборувам за самиот амандман и образложувањето зошто ќе го одбиеме овој амандман, најнапред треба да ве потсетам дека за еден ваков иновативен парк, токму вие прв треба да знаете дека е предвидена да се изгради научно-технолошки парк кој што е поттикнат да се изгради уште од 2019 година, и тоа не со 3 милиони евра како што сега вие предлагате, туку ќе се изгради истиот со вкупна вредност од 80 милиони евра, нешто кое што е исто така научно-технолошки парк, проект кој што ќе биде поддржан и е поддржан од нашите партнери од Европската Унија, но жал ми е што вие како поранешен вице-премиер за економски прашања настапивте со ваква теза во која што покажувате дека не знаете што се случува во нашата држава. Инаку ваков иновативен центар кој што го опишувате, а веќе е воспоставена, имаме одлука на влада за отпочнување на процесот за изградба на научно-технолошкиот парк. Предходно кога беше ставено во 2019 година, беше представен само концептот за овој научно-технолошки парк, но ништо повеќе од тој концепт не беше направено од тогашната влада на СДСМ до ден денеска, еве веќе 2026 година 0% реализација за овој проект. И тогаш носител на овој проект како влада го утврдивте да биде ФИТР како институција, наспроти тоа носител сега на овој проект ќе биде Министерството за образование и наука. Цениме дека во ФИТР тогаш Во ФИТР тогаш се бележа низа на скандали, како што потсетив, низа на иновативни проекти, како што беа поддржувани летачки магариња, бинарни вециња и вкусови на пица. Сега носител на овој проект за научно-технолошки парк ќе биде токму Министерството за образование и наука. Овој мултифункционален научно-технолошки парк можам да кажам дека со огромна радост ја споделувам веста дека ќе се изгради во рамките на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, стратешко место за изградба на еден ваков иновативен парк, бидејќи буквално ќе ги поврза сите универзитети и целата академска фела за да се вложува во наука. Ценам дека едно вакво решение му е потребно не само за младите научници, не само за научниците, туку и за бизнисите, преку кои што ќе може да ги користат ресурсите за овој научно-технолошки парк и да ги поттикнуваат бизнисите да остваруваат поголеми профити врз основа на унапредување во самата технологија. Ценам дека вложувањето во технологија и во ресурсите, особено и во човечките ресурси, е голем напредок кој што можеме да го направиме, и факт е дека еден ваков парк, иновативен парк кој што го нарекуваат колегите кои што се предлагачи на овој иновативен амандман, најнапред треба да бидат запознаени со случувањата во државата за тоа до каде сме, што се работи и што ќе се работи. Веќе откочен тој процес кој што претходно бил почнат. Во 2019 година со нашите соработници од Европската Унија беше само отворен еден деловно технолошки акцелератор на УКИМ за млади иноватори, но до ден денеска не знаеме што се случува и таму, дали имаме некакво придвижување по однос на овие средства кои што биле вложени во првата фаза. Втората фаза, почитувани граѓани, за овој иновативен парк за кој што сега пратениците од СДСМ бараат средства, за кои што не се запознаени што всушност се случува и до каде е изградбата. Колеги, извини Драгана, ве молам за внимание. Ве молам. Извини, Драгана, продолжете.
Втората фаза за овој научно-технолошки парк беше предвидено да се заврши во 2024 година со градење на зграда веќе на овој научно-технолошки парк, но до ден денеска сведочиме дека такво нешто нема, ниту се отпочнати некакви процеси, ниту пак имаме проект за изградба на самата инфраструктура на овој парк, а во 2027 година е предвидено со третата фаза да финишира проектот со опремување на самиот проект, и тоа би било инвестиција од вкупно 80 милиони евра. Не 3 милиони евра како што колегите овде барат, потенцирам со 80 милиони евра кои што ќе бидат вложени во еден ваков иновативен центар, кој што ќе биде комплетно посветен со нови иновативни опреми и значително ќе се стави акцент и на употреба и напредна употреба на вештачката интелигенција, која што и како ќе ги придвижи бизнисите во Република Македонија. И еве, можам да кажам и како пратеници, мислам дека треба да оставиме особен акцент на тоа што значи вештачката интелигенција, во која насока треба да искористуваме вештачката интелигенција за да имаме еден поголем напредок не само по однос на услугите, на државните услуги кои што ги нуди администрацијата, но и целокупно да ставиме ресурси на располагање за развивање на едни вакви бизниси со реализација, но конечна реализација на овој научен технолошки парк, кој што ќе се случи од страна на владата на ВМРО ДПМН, ќе ги оствариме и целите дефинирани во стратегијата за паметна специјализација на Македонија, нешто кое што претходно потенцирам беше само зборувано од само на владата на СДСМ и бележи досега нула реализација. Веќе во Министерството за образование и наука имаше прв работен состанок за да се отвори и да се откочи овој процес, и ценам дека ќе имаме на крајот од денот една позитивна вест, особено за научниците кои што треба да се поддржат. За волја на вистината имаме и рекорден буџет кој што вложува токму во науката и во научно-истражувачките дејности. Министерството за образование и наука веќе објави два конкурси во јуни оваа година во износ од 340 милиони денари за финансирање на научно-истражувачки проекти и апликации, а веќе во 2026 година повторно гледаме едно зголемување. Ќе потсетам колку е важно вложувањето во науката. Со ребалансот во 2024 година го зголемивме истиот фонд за наука. Во 2025 исто така имаме зголемување од вкупно 12 милиони евра и во 2026 година повторно зголемување на ставките наука и научно-истражувачки дејности од 13,5 милиони евра. И ова е план, и ова е визија, и ова е стратегија врз која што ќе се гради Македонија. Нема да имаме веќе иновативни решенија како магариња, вециња, пици и така натаму, но значајно ќе биде тоа што ќе се гради еден ваков мултифункционален научно-технолошки парк на кој што конечно ќе се стави едно посебно внимание на науката за да може да се развива Република Македонија. Колеги од СДСМ, пред да се потпишете на еден ваков амандман и пред да побарате средства, убаво би било да се информирате во врска со се она кое што се случува во нашата држава на ова поле. Особено потенцирам, бидејќи образложувач на овој закон беше поранешниот вице-премиер за економски прашања, кој што укажа тука едно големо непознавање по однос на оваа тема. Ви благодарам.